Ти издадовте водич за родители под наслов Оригами. Кој беше мотивот да го направите ова дело? Јас гледам дека родителите многу често реагираат ултра бурно на нивните деца. И обично тука лежи еден адолесцент, тоа е самите тие кога биле млади, кој што не ги разрешил своите фрустрации и кој што ги наметнува на своето дете. Односно, оно кој што ми беше забранувано на мене, јас морам ти го забранам. Иако дел од мојата личност се прашува дали јас треба ова тебе да ти го забранам. Ама мене ми беше забрането. И многу од родителите ми кажа, па ова не е само за тинеџери оваа книга, па не е ова само за тинеџери, дека се што пишува. Упфатив тема, например, психодинамски, што значи тоа однесување наше за нашето дете? Што значи однесувањето на нашето дете за него? Како изгледа кога ние го осудуваме, како изгледа кога ние му даруваме поинаков тип на вербализација, во смисла му даваме поинаков одговор, поинакво прашање од тоа што можеме претходно. И буквално ми дадов на родителите практични примери каде што може да видат, да препознаат кога би размислиле за нашата младост, за оно кое што ние сме го поменувале, ќе видите дека лежи многу одговори кои што знаете како не сме биле свесни, суптилно сме ги пренесувале на нашите деца. Бидејќи знаете како поривот наш, нашата болка, раното детство, ние ја носиме низ целиот наш живот. И нашиот адолесцент, да знаете, се шета секогаш со нас. Тој живее тука со нас. И секој си го носи детето. Значи секој си го носи еден детето во себе.